Секогаш кога зборувам за македонскиот театар, навистина чувствувам една духовна возбуда. Затоа што Македонија е навистина една посебна земја. Не ние да се возгордееме, туку затоа што така сакал Бог. Пред се таа е запишана во сета историска приказна за Македонија, а и по некои сознанија, ако видите, без Македонија не можете да напишете историјата на белата раса, а секако и не можете да напишете историјата на христијанството во Европа, а и веројатно не ќе можете да го завршите, да ја завршите приказната со второто пришествие на Исус Христос, односно со Армакедонската битка. Без разлика дали Армакедонија ќе лоцирате во пустината денеска во Израел или ќе лоцирате духовно во Македонија, вие секако ќе дојдете на едно. Македонија има долгогодишна традиција на театарска дејност, на општење со Бог, како што вели Ребека Вест во својата книга, дека уметноста во Македонија не е технички трик, туку духовна поврзаност со Создателот, со Небесниот Татко. Значи, уметноста во Македонија е духовно поврзување и тоа го потврдуваат и Кокинскиот неолитски театар, утврден на Кокино, обсерваторија, датира на 2000 години пред Исуса Христа, обсерваторија на која е најден 1400 години пред метеорната Тина по прецизен календар за звездите, каде се најдени плејадите, место за наблюдување на плејадите, најстарите созвездија по кои се го мереле времето и го славеле Бог, најстарите народи на светот, месопотамиците и евреите, еве ја наоѓаме и на Кокино. Тоа покажува дека македонската култура е навистина има една духовна божествена нитка без која таа нема да биде целосна и потполна, па тоа се однесува и на театарот. Ние на Кокино го имаме местото неолитски театар, кој носи една иста приказна потребата на човекот да се соедини со Бог, затоа сум зборувал и во своите книги од обрат до театар, овоплотен збор, театарот како елитна и масовна култура, во своите магистерски и докторски труд и постојано слава му на Бога имав можност 6 пати да настапувам на Кокино, на Кокинската кота, за да ја сетам што значи таа точка на соединување, значи кога обредот станува уметност, духовна сила и кога тој преминува во уметност и пророштво. Воведов еден термин кој го нарекувам пророчка уметност. Ќе одиграте некои сцени пред многу години, потоа тие ќе се случат во животот. Впрочем, тоа е и суштината на зборот театар, Дионисовиот антички македонски театар со Еврипид, кој го повикуваше Бог да пресече Деусен махина, знаејќи дека се што ќе одиграте на сцената е тргнато кон материализација, бидејќи вие верувате во тоа. Вие верувате дека тоа ќе се оствари. А секој изговорен збор, а ние знаеме, оние што го читале Светото Писмо, нели во Дела апостолски 16:9, каде е запишано дека македонецот го повикува Бог да помогне во Македонија, апостолот Павле по сонот на македонецот го испраќа, односно Господ го испраќа апостолот Павле во Македонија да го шири светото евангелие. Тоа не е случајно, тоа покажува дека македонците го познавале Отецот Небесен. Значи во Дионисовиот театар е истата приказна потребата на човекот да се соедини со Бог, да се роди пророк, жрец, гласноговорник, уметник, водач на народот. Принципот на театарот е поврзување со Бог. Театар, на јазикот кој не ќе видите дека значи место за гледање, и тоа е место на кое навистина се гледа, како што вели Шекспир. Се гледаат вашите постапки, вашите однесување, вашата вера, вашата духовна сила, и тоа што го играте практично, како што вели Еврипид, уметноста ги врамува општествените судири на своето време и таа е полезна. Еврипид кој го повикуваше Бог нели на почетокот и на крајот на представата, знаејќи ги Божјите принципи. Аристотел кој исто така понатаму ќе каже некои работи кои остануваат како еден филозоф, да не заборавиме дека античките актери биле како свештеници, бидејќи тие до храмовите на театарот имало храмови на Дарон, Хигија, Панацеа, античките предхристијанските богови на исцелувањето, и тие зборуваат за една исцелителна улога на театарот. Дека учеството во Дионисовите слави, како што вели Аристотел, е токму тоа не човекот да ги научи обредните постапки, како се игра и што се прави, туку да го сети чувството на Бог во себе си, присуството на Бог. Христијаните тоа го нарекуваат повторно да бидеш роден во Бога. Ако некој не се роди од озгора, нема да го види Царството Божјо. Ако некој не се роди од вода и дух, се вели во Јованово,
нема да може да влезе во Царството Божјо. Значи, ние го викаме тој момент повторно роден. Актерот, суштински во театарот, оној театар кој бил од секогаш поврзен и посветен на Бог, секогаш имал потреба да биде роден повторно, бидејќи тој има родение на почетокот на представата, зборувајќи едни текстови, и символично умира на крајот на представата, кога Еврипид доаѓал и велел: некако што јас сакам, но оставам се во твои раце, Господи. Тоа е суштината на принципот на театарот, дека се што ќе одиграме се материализира. Знаејќи добро дека духовниот театар подразбирал да играте имитативни действија или да ги врамувате општествените конфликти, да побарате од Бог да ви го оствари тоа што вие го имате како желба, плодородие, милост, љубов, соединување, да ги разреши конфликтите. Додека во еден душевен театар, каде современиот душевен театар, како што го нарекува Питер Брук, театарот не е зграда, туку е тајфа верници кои веруваат и создаваат нешто, тој го нарекува третиот театар. Питер Брук, маргинален, политички, но сиров, жесток да му каже нешто на своето време. Она што го имаме кај принципот на Еврипид. Така да, театарот без Бог е душевен, и вие создавате еден свет кој не знаете каде завршува, и што се завршува, најчесто завршува во тие што го гледаат и го прифаќаат, и во животите на актерите. Интересен е ставот на Жан Кокто, дека актерот, играјќи разни ликови од ноќ во ноќ, ризикува да ја загуби душата. И вие го имате тој принцип дека актерот не прави разлика меѓу себе и ликот, и тој влегува во одредени ликови, и потоа се случуваат некои работи. Така, замислете сега вие како актер да земете на грбот да качите уште 10, 20, 50 луѓе, колку можете да издржите, во душата да напикате чувствества, доживеаности, реплики кои не се ваши, а вие сте ги играле соединувајќи се на сцената. Зборувам за големите актери, за актерите кои навистина гинат на сцената и го знаат тој принцип. Принципот на Бог и принципот на душевност, каде што вие играте еден свет и што можете да одиграте и колку можете да одиграте без Бог. Има еден есеј кој го вели Петте чекори на театарскиот ангел, дека Ричард Бартон доаѓал на границата на можност и се пуштал од таму понатаму. Дека на првата проба Ричард Бартон доаѓал со еден црковен хор, католички црковен хор кој трештел кога го играл Хамлет. Така да, тој е тој принцип за кој ние го зборуваме меѓу уметник, верник и уметник душевен кој игра одредени сцени без да остава по големи траги. Тоа Гротовски го нарекува публикотропизам или театарски туризам, патуваш од место до место и не оставаш некакви траги. Јас зборувам за една духовна сила на театарот, во која, например, верувал еден војда поп Ѓорѓев Чернодрински, кога мислел и запишал дека театарот е борба за слобода на Македонија, и неговите представи на вистина ја правеле, ја преминувале границата меѓу театарот и публиката. Во тој контекст на Факултетот за драмски уметности, кога создавам, се обидувам на луѓето да ми ја пренесам духовната сила на театарот, да веруваат дека театарот се игра за Бог, и тогаш вие имате едно поинакво чувство на игра, поинакво чувство на зборување на зборовите, поинаков однос кон сцената. Ако верувате дека словото е од Бог и Бог се отелотворува, како што вели во Јованово, многу поучна кота за театарот, и словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. Ние го зборуваме тој принцип на театарот, зборовите што ги напишал друг да станат ваши, но каде е границата меѓу вас и зборовите? Не треба да заборавиме како нашиот драмски автор Еврипид, дворски хроничар на македонскиот цар Архелај, го применувал принципот: оставам се во твои раце, Господи, принципот што го има Исус Христос, кога му вика: татко, некако што јас сакам, нека биде волјата твоја. Значи, ние одигравме тоа што одигравме, а сега оставаме во твоите раце, Господи. Во принципот на театарот кој јас го работам скрби утеха, секогаш ги применувам тие духовни принципи, некогаш и не знаејќи актерите и луѓето се ќаваат дека има нешто поинакво во тој театар. Тоа е разликата меѓу актер, како го вика Барба за Гротовски, куртизан, актер кој се продава, и актер кој се жртвува, актер кој остава на сцената траги за да ја просветли публиката. Ние тогаш зборуваме за себе афирмација, публикотропизам, играм за да покажам колку сум добар, и тој театар е во духовна смисла бесплоден театар. Македонија е поврзана со Бог, и македонскиот театар, ако сака да ја врати својата сила, ќе треба да се врати на тие принципи, на принципите на Еврипид, на Аристотел, на принципите на неолитскиот кокенски театар, бидејќи таму настапува многу години и доаѓаат луѓето и тоа не го доживуваат како обичен театар забава, туку го доживуваат како молитва, како благослов, како нешто поинакво, односно го ја враќаат Божјата и духовната сила на театарот.
Така да на факултетот за драмски уметности, кога се обидувам да го направам тоа, некогаш има и пречки и не ме разбираат. Така да тука мислам дека принципот меѓу професор и уметник, односно е важен. Професор подразбира да магистрирате, да докторирате, да издавате учебници и книги, да објавувате списанија со импакт фактор, да пишувате научни трудови, да се бавите со наука, а уметник е режирате представи без некаква одговорност, ако имате политички власти, добивате улоги, што и да направите на сцената, не одговарате пред никого, бидејќи вие мислите дека е така. Заборавајќи дека обсерваторија, неолитскиот кокински театар значило гледање кон горе, повик Бог да слезе и да игра во представата, да се отолотвори. Театар е моментот кога теа и јатар гледање кон долу, кога вие излегувате и го сведочите тоа што ви го дал Бог како дарба, како актер, како гласноговорник. И таму се гледа. Шекспир неслучајно ги напишал тие работи. Ако сте ја читале Библијата и го работите Шекспир, ќе видите колку има поврзаност меѓу Вилијам Шекспир и Светото писмо. Актери и режисери кои не ја прочитале Библијата не го разбираат Шекспир, бидејќи тој на крајот на својот живот ја кажува познатата своја посвета. Ја предавам својата душа на Отецот Небесен, целосно верувајќи во Исус Христос, мојот Спасител. Значи, зборуваме за еден духовен принцип на уметноста и на театарот. Без тоа, вие станувате само играчи, себе афирмирачи, како да го кажеме тоа, нарцисо, публикотропизам, идолопоклонство кон самите себе, и тој театар не може да остави голема духовна трага. Принципот на факултетот и на човек да предава театар подразбира вие да бидете, како што вели Лоренс Оливие во писмото на младите глумци, актерот треба да биде лекар, односно исцелител, филозоф, да ги знае причинско-последичните и свештеник, да го знае односот на човекот и Бог. Тој добро ги одредил тие работи. На факултетот за драмски уметности често не се прави разликата меѓу професор и уметник, така да луѓето кои се занимаваат со театар мислат дека се уметници и се им се дозволено. Така да професор подразбира по сите критериуми да магистрирате, докторирате, да објавувате учебници, да пишувате научни тези, да направите свој систем на школување, додека уметник значи некој човек без одговорност, можете да режирате било што, ако имате власт, да доживувате представи, да ви даваат награди ако сте лојални на власта. Значи театар кој е посветен на власт, еден театар кој е посветен на Бога и духот на вистината. Кога ќе зборуваме за вистината, секогаш морам да го кажам примерот. Духот на вистината, духот утешител, оној кој светот не го знае, вие го знаете, им вели Исус на апостолите кога се вознесува на небото. Го давам како духовен пример. Значи, Светиот Дух е тој кој престојува во апостолите за да ги води низ земните искушенија со кога се обележани начелото за денот на воскресението. Ние така тогаш ќе бидеме водени во еден контекст. Ако вие имате чувство дека се што работам за Бог и театарот му е посветен на Бог, начинот на кој вие ќе се однесувате во театарот ќе биде сосема поинаков. Начинот на кој вие ќе го предавате театарот ќе биде поинаков. Вие ќе предавате за нешто, често ќе кажат театарот е храм, ќе го кажат тоа, не го разбират. Ако е театарот храм, тогаш таму треба да се однесувате кон тој храм. Но чиј е тој храм и кому му служи? На мамон, на политичарите, на власта, на темната сила, кому му служи? Чиј е тој храм? Се разбира, треба да појдете на неолитскиот кокински театар, да ги видите принципите на Дионисовиот античко-македонски театар, да ги видите принципите на апостолскиот театар, зашто тоа е место за гледање, театар подразбира. Значи, место каде што вие се исправате и во името на Бог ја кажувате вистината. Ќе кажам за суштината на пророчка уметност, играте представи, потоа тие се случуваат во животот. Реплики од представите кои понатаму се случуваат. Значи, зборувам за еден принцип каде што ние ќе треба да му ја вратиме духовната сила на македонскиот театар. Инаку тој ќе биде јалов, безпомошен, како што вели, затворен во сцената кутија, како што вели Гротовски, кој нема што да ни каже, кој е едноставно себе афирмирачки или се игра за власта, или се игра за богот Мамон, како што вели Џулијан Бек, го носи на своето златно теле секој во джебот или во душата. Значи, кога Мојсеј отиде и ги донесе 10 Божји заповеди, отиде на гората Синај и кога се врати виде дека тие ги излеале златно теле и му се поклонуваат еврејскиот народ и ги искрши 10 Божји заповеди. Значи, ние зборуваме за еден принцип наврзано за материјалното, за парите, за телесноста и за душевноста.
Го имам и Джулиан Бек, еден евреин од Америка, кој го направи живиот театар и кој велеше, замислете какво пророчко слово, не одам во синагога, одам во театар, каде може да се роди новиот човек, Богот човек, сличен на небесниот. Значи, ние зборуваме за духовно родение. Човекот, актерот се состои од три елементи. Тело, значи телесност, телото има своји нагони, нели? Душа, тоа што се вие приватно, лично, вашите ставови, вашите омрази, вашите несогласувања, вашите желби, и дух. За да направите театар, потребно ви се и телото, и душата, и се разбира, тогаш ще вие душевен театар, односно театар кој вие ќе го смислите со сите причинско-последични врски на озвучувањето и на тоа што го играте, бидејќи тоа ќе ви се случува порано или покасно, ќе го привлечете и ќе ви се случува во вашиот живот. Но тука го имате и духовниот театар, не како што сакам јас, туку оставам се во твои раце, Господи, посветен на Бог, на една повозвишена цел, каде што вие се обидувате гледачите, како што велел и Аристотел во антиката, дека треба да доживеат катарза, ново родение, да се променат, да престанат да живеат на стариот начин, да разберат дека театарот може да има некаква смисла. Само тој театар е достоен, има дух и има причинско-последична врска на настанувањето и ја следи базичната, коренита суштина на театарот. Театарот на обредниот театар, на театарот на Кокино, македонскиот неолитски театар, на театарот античко-македонскиот во македонската антика, и она што Борза го нарекувал театарски фестивал, нели, пеење и играње за слава на Бога. Македонскиот театар не му е лесно, бидејќи, како што сега се наоѓа во една централизирана состојба, каде кога ќе дојдат одредени политички партии и власти, средствата ги делат на своите самофалци, песнопојци кои ги фалат нив наместо да го фалат Бог. Во однос на било која политичка гарнитура, секогаш го гледате тоа, вие имаме локални државни режисери и автори кои не го спознале Бог и создаваат еден јалов, беззначаен театар. Да не заборавиме дека Гротовски ги кажа големите зборови за театарот и театарската вистина. Актерот е светец кој се качува на сцената за да ја просветли публиката. Питер Брук ги кажа големите зборови, театарот е потрага по Бога. Евгенио Барба се обидуваше да го разреши вавилонскиот конфликт, да создаде универзален театарски јазик. Нели Господ им ги измеша јазиците, откако луѓето направија скали и сакаат да се качат до Бога. Джулиан Бек ви вели, играј за гладните, бедните и сиромашните. Војан Поп Ѓорѓев Чернодрински играше додека пукаа со пиштоли над неговата глава. И театарот скрби и утеха ги следеше тие следи, играше за нашите соседи во духот на христијанството, за нашите браќа кои се останати вон границите на Македонија, затоа што еден од двете Божји заповеди се љуби го својот ближен како себе си. Значи ние појдовме во Пиринско, игравме за нив, се обидовме да играме во Егејско, игравме во Албанско, игравме во Голобрдо гора, во Србија, во Хрватска, кај македонските заедници во Европа, во Австралија, во Нов Зеланд. Значи ние појдовме да ја шириме својата љубов и секогаш кога одевме таму доживувавме катарза по Аристотел, солзи, гушкања, љубов, чувство за македонизам из последните години, за Бог. Најсетне и велми, разликата меѓу професор и уметник е, кога вие сте го завршиле вашето образование со докторски трудови, кога имате направен еден систем, издавате учебници и предавате духовно зборување на факултетот за драмски уметности. Другата страна е себеафирмирачки принцип. Вие мислите дека сте уметник, не мислите дека треба да објавувате учебници, да докторирате, да магистрирате и судите и едноставно не ги знаете принципите, Божите принципи на Аристотел и на христијанството. Интересен е ставот на Аристотел. Тој вели Бог е самиот живот. После 200 и нешто години, Отецот Небесен виде дека светот оди во гибел и го испрати својот единороден син Исус Христос. Слава му на Бога, тоа помина низ Македонија. Значи, ние зборуваме за една голема божествена духовна драма, каде Македонија била вклучена, бидејќи апостолот Павле го испрати таму Отецот Небесен со Светиот Дух. Тој вели да разбравме по тоа видение, дека сонуведен сон македонец, разбравме дека Господ и посакавме и Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие.
Ширењето на светото Евангелие по плоштадите, по реките е исто така театар. Тоа е место за гледање, место каде се озвучува Божиот збор. Истото се случува после 19 века на плоштадите во Европа и се нарекува литургиски театар. Значи Македонија е вклучена во една голема божествена драма на животот и смртта. Луѓето кои го знаат тоа и го имаат тоа чувство на љубов кон татковината, бидејќи таа ви е дадена за да ја разплодите и размножите. А Македонија навистина има многу метрички стапки од антиката, кои денеска ги играме во современите македонски ора. Принципот на Еврипид. Деус ен махина оставам се во твои раце, Господи. Апостолот Павле кој дојде во Македонија, Орфе Мицкиот македонски цар кој им ги дал словата на македонците, Свети Кирил и Методија, Свети Климент и Наум, Христови молитвени војници, го дадоа писменоста во македонската земја. И видете, што треба понатаму, богомилите кои видоа дека кога црквата Константин ја воведе христијанството во неговата империја, нашите прадедовци си ги вклучија и античките верувања кон смртта, раздавање за мртви култ кон камења, води, баења, гатања што се забранети во христијанството. И старите религиски системи, и секогаш кога тие се разочарани од локалната религиска црква, се враќаат на стариот начин, бидејќи длабоко во себе си човекот, актерот знае дека не е само тело и душа, дека е дух и има потреба да се соедини, да се врати кај својот создател, кај својот вистински режисер и создавач, а тој е Таткото небесен, неговиот син Исус Христос и Светиот Дух. Бидејќи е пишано, и го создаде Господ Бог човекот од прав земен, и му дувна во душата дух животен, и човекот стана жива душа. Значи го создаде Господ Бог човекот, по Божиот образ го создаде, машко и женско ги создаде, и потоа гледа дека човекот не е добро да биде сам, му испрати тврд сон, му зеде едно ребро и местото го пополни со плод и создаде жена за да му помага на мажот и ја нарече жена. И ете, тоа е приказната. Приказната е интересна. Ние зборуваме за создател кој на вистина не создал и со кого можеме да се поврземе да создаваме духовна уметност и создавачи. Луѓе што создаваат еден одреден свет во театарот, најчесто копија на современата агресија, на тоа што ни се случува, телесност, душевност, агресија и така натаму, кој не остава духовни траги, но остава траги во оние што го создаваат, бидејќи се враќа и за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден. Во тој контекст, како професор на Факултетот за драмски уметности, се обидувам да го применувам духовниот принцип, да ги носам студентите да учат по античките, односно традицијата на македонската духовна поврзаност со Бог. Ги терам да играат по гимназии, пред испитни представи. Сме биле во затворот за малолетници, сме играле во старски домови, во домови за деца без родители, сум ги носел кај учениците со оштетен вид. Сме играле на многу места. Најчесто поминуваме добро, но понекогаш се случува и да има отпор кон одредени луѓе кои се душевни и не можат да го разберат тоа. Работиме и во прва година духовно зборување, текстови кои мислам дека е еден од најважните драми, божествената драма од Светото писмо по едно Евангелие, и тоа навистина поминува многу убаво. На еден настап во гимназии професорката ми рече децата никогаш не биле помирни. Македонската телевизија, емисијата Петиот ангел, сними еден настап во училиштето за деца со оштетен вид. Сними една емисија која е ставена на YouTube и ја гледале многу илјадници луѓе. Значи, му благодарам на Бога што е создал Македонија, што не запишал во божествената драма, што ни дал улога во таа драма и сега останува ние да разбереме дека сме дел од таа драма, дека не сме од оваа световна, лажовна драма која ни се случува и денеска во 21. век на негирање, омраза, мраколюбие, на се што е македонско и на едните со другите. Ве оставам со Еврипидовиот поздрав, кој всушност е поздравот на Исус Христос. Не како што јас сакам со македонскиот театар, оставам се во твои раце, светол Господи. Амин. И лесна и плодна сцена, театарџии мои.